Треба да се реагира најостро по закон што дозволува законот у моментов, но и итно треба да се менјаат законите, да се поостри ова, да одговараат родителите треба на децата што прават вакви работи, за да им текне на родителите дека треба да ги воспитаат децата. Еве еден мој предлог до владата, не знам дали се сеќавате кога се случи масовното убиство у Србија, дека ја напишав книгата 50 совети за живот на мојот тинејџер, но и за родители кои што имаат тинејџери. Бесплатно ја нудам на владата, значи бесплатно, не ми треба ништо, ќе го дадам фајлот, да испечатат, да поделат на сите средношколци у Македонија правила за живот. Затоа што очигледно, и на родителите, затоа што очигледно дека све е препуштено на стихија, дека родителите не знаат што прават децата, дека децата немаат страф од родителите, дека немаат однос кон професорите, кон наставниците и дека ни е во распад моралниот и етичкиот систем и сите навики кои што се нормални во нашето општество. Така што еве, не мора ни владата да е, нека се најде некоја фондација, нека испечати 10-20 илјади книги, нека ги подалат на децата да ги читаат. Правила за нормален живот. Се сеќавате дека бев у стрес кога се случи тоа? Па нормално сите. Во Србија, но дека имаше такви писма и во Скопје, за кои што не објавувавме, нели? За да не се створи паника, дека имаше писма за ликвидации, дека имаше реакции по скопски школи и така натаму. И ова не е прв или изолиран настан. Значи, ова е само настан кој што е сега познат на јавноста, заради тоа што видеата се пробија, настана инцидент. Инаку, ова се случува секојдневно во сите школи. На сите големи одмори. Неодамна имав можност да отидам на еден концерт на една београдска рап група. Не е важно како. Не е тоа музика што ја слушам, одма да расчистиме. Отидов, претежно беа возрастова средношколци. Тоа што го видов таму, кај мене креираше анксиозност и чувство на паника. Ние имаме проблем со младината. Сериозен проблем со униформност, со лоши навики, со дрога, со агресија, со невоспитање, некултура. Така што, пројди. Така што, еве стварно, најдобро намерно, мојата книга 50 совети за живот на мојот тинејџер, но и за родители кои што имаат тинејџери, ја нудам, фајлот го нудам, или државата, или некаква фондација, да го испечати у 5, 10, 15, колку треба илјади примероци и да го подели бесплатно од децата и да ги натера да читаат. На класен час да обработуваат по едно правило. Затоа што репетиција матер студиорум. Односно, повторувањето е мајка на знаењето. На класен час, деца, денес читаме за ова правило. Што значи ова правило? Зошто овдека авторот нешто кажал и дали е логично или нелогично? Сега може да е малку претенциозно, ама ја за овој проблем дебатирав у книга, посебна книга која што објавив како последица на огромен проблем масовно убиство у Србија. Овде нема масовно убиство, ама психички утепа на жртвата. И не е само таа жртва. И не е само овој пример. Така, за жал. Не, види, зашто е битна ова со кривичнава пријава? Има и такви родители, за жал. Не знам колку се, не сакам да шпекулирам, но има и такви родители кои што име гајле што и да направи нивното дете, си тераат свој филм. Вака, кога и нивната безбедност, нивниот живот... Ако може да добијат кривични затвор да отидат, па другачија ќе мислам. Мислам дека и треба да се вратат оние, како се вика, казнено поправни домови. Ја знаеш што ми е интересно? Она сиви дом.